Добро, постои етнички бариери, во Кичево истите актери што се сега кандидати беа и во 2021 во вториот круг. Видовме дека пак етнички гласаат луѓето, за жал се уште така се гласа. Два факта ќе ви кажам. Сопругата на нашиот кандидат е албанка. Да, беше и тогаш, да. Да. И тогаш СДСМ го поддржа кандидатот на ДУИ и актуелен градоначалник Фатмир Дехари. Има две разлики од тогаш. Не е дека беа етнички поделени како со нож работа. Добро, дај Боже да не е така, да не се етнички, да се гласа според вредности и според проекти, да. А македонци гласаа за Фатмир. Јас сум убеден дека иднината е таква, воз основа на тие вредности и тие принципи. Така треба да биде. Дај Боже да дочекаме тоа да се случи. Добро, имате ли финална одлука околу тоа дали после ова убедлива победа што очекувате во недела, ќе има предвремени избори на пролет или сепак ќе се чека исходот од изборите, ќе се прават дополнителни анализи? Ве прашувам бидејќи на митинзите многу често категорично ја отфрлате таа идеја и тоа барање што доаѓа пред се од ДУИ и од таа коалиција, но имавте една средба во Струмица со бизнисмените и таму како да подоставивте можноста сепак да се одржат тие избори на пролет. Не, напротив, јас на таа средба кажав јасно дека немаме намера да додиме на предвремени парламентарни избори, бидејќи ова влада има полн легитимитет, повеќе од 600.000 гласа, кои ги освоивме пред година и половина. Но рековте логично е ако победиме да одиме на избори, рековте ќе видиме кога би гледале од тесно партиски интереси и кога би гледале до тука, а не пошироко, тогаш да. Тогаш е логично, после на таква победа, во услови кога нашиот политички противник би имал многу проблеми внатре, би бил грогиран, тогаш е логично да одиме на избори. Таква е логиката. Велат која сега сама Филипче минатата емисија велеше дека нема шанси во Маровеќе да има 58 пратеника. Не знам дали е тоа. Ама јас не очекувам дека Венко Филипче ќе каже ВМРО ДПМН ќе има 58, 59, 60 или 61. Би имало доколку сега се одржат предвремени избори. И повеќе ќе има, затоа што сосема различно е однесувањето на оваа влада и ова ВМРО споредено со било што. Не само за нивната влада, него порано. Друго е прашањето дали резултати имаше некои очекувања веднаш и сега, не знам, со гигантски скокови и така натаму одредена структура на граѓани. Да, има. И до мене стигаат тие. И ми кажуваат вака или така, но кога ќе седнете и кога ќе разговарате од каде сме почнале и каде сме стигнале, тогаш сите велат така е, во ред ве разбирам. Значи ова џабе, Ахмети, Таравари, села зборува дека во недела ќе биде референдумско изјаснување и дека тоа ќе предизвика нивната кампања е на две теми. Првата е етничка поларизација, со што го оградуваат својот простор и велат ние покрај нашиот простор не можеме друг простор да завземеме. Се обидоа зелени да станат, не успеа. Потоа се обидоа Европски фронт, catch all малце кај други етнички заедници, сватија дека не бива работава, ги прочитаа, се излегува овие други етнички заедници. И сега велат во нашиот круг, во нашиот периметар да се обидеме да заокружиме дел кој што ќе биде поголем од другиот. Како тоа ќе го направиме? Со етничка поларизација. Која е етничката поларизација? Како тие да се сега првпат во политика, како да немаат своја институционална меморија, ке се пресоблечеме само и ќе излеземе сега пред истите оние на кои што сме им барале пари за вработувања, кои што гледале како се богатиме, трговски центри, кои што следеле нашата трансформација изминативе 22 години, ќе им кажеме, сега ние сме новите, ги измивме рацете, сега ние повторно ќе ве вратиме 90-тите години од минатиот век и ќе збориме за овие лошите македонци, или како што дел од нив викаат каури, а тие ги угнетуваат добрите албанци. Ама не се албанците, не го преспаа 22 години владењето на ДУИ, не ги преспаа екзибициите на Арбен Таравари и останатите. Они беа сведоци на сето тоа. Они на тој начин нема поголема навреда за албанците и интелектуалците, кај албанците. Јас сум разговарал лично од оваа кампања на ДУИ. Па видете они како ги нарекоа луѓето од политичарите од загари, дека се ваши загари ги рекоа. Ама видете, тоа е навреда.
Тоа е огромна навреда. Мислам, просто мене не ми се веруваше кога го слушнав тоа од Али Ахмети. Тоа е едната порака, тоа е тој. Втората порака, ќе има избори, ние ќе победиме и тогаш еве ќе победат, ќе победи и ВМРО. Така стоја тоа. Ќе треба да како ќе гласаат за владата што јас ќе ја предам. Еве како ќе речат готово не важи ова. Заборавете го што го зборевме 6 месеци. Сега ќе гласаме за владата на Христијан Мицкоски. Како ние ќе седиме и ќе работиме? Добро, велат дека тоа е извира од легитимитетот од народот и дека не зависи ниту од вас, ниту од нив. Дека мора да правите влада заедно. Не сме ние федерација. Нема законско уредување или уставно уредување во кое што мора да биде така. Нема. Така го тоа е непишано правило. Ама не, Охридскиот договор е сосема нешто друго. Нема... каде во Охридскиот договор го пише? Па добро, велат правична застапеност, така да бидат правилно застапени и во извршната власт. Прашањето ми е дали вреди, доколку се случи навистина да изгубат многу, 2:1, 3:1, како што очекува Дуи да се случи во недела. Дали вреди че може да го издржи тој притисок, особено од Дуи и од албанците, да ги представува во владата и во извршната власт? Тоа прашање, претпоставувам ќе викнете представник на вреди, тие ќе ви одговорат. Значи, вие и да се случи тоа, во нив ќе гледате партнери, ќе продолжите да функционирате со нив? Видете, и во животот, и во политиката имате избор и тој избор самите го правите. Вие не можете, ако сте принципиелен човек и верувате во вредности, во континуитет да го менувате вашиот избор и да правите екзибиции. Тоа не е добро. И нонстоп да се навикнувате на нов избор, тоа е невозможно. Тогаш вие не сте искрен прво пред самиот себе, а потоа и кон другите. Не можеме се ние сме граделе нешто година, 2, 3 и бидејќи сега имаме поинаков интерес, ова све да го тргнеме на страна, ај сега од почеток нешто ново ќе градиме. Затоа и ви велам. Сега овој Нечинел, Христијан Билваков, недела дена, првата недела од кампањата, Али Ахмети и Демократската унија за интеграција ми ја посветија мене. Еве, утре ќе имаме предремени парламентарни избори. Да предпоставиме. Ќе освојат 20 пратеника. Ние ќе освоиме 60. Ќе имаме 80. 2/3. Ќе треба да кренеме рака во парламент. Како ќе гласаат за мојата влада? Како ќе дадат они представници во институциите во владата? Сега да кажете дека сите мостови се Не, јас не сакам ништо да кажам. Еве, оставам гледачите да кажат и да донесе заклучок. Добро, очигледно некој ќе треба да се пензионират. Ахмети вика, вам ќе ве пензионирал, до сад 9-10 пензионирал. Ама ја не можам да се пензионирам. Јас имам 48 години наполнив сега кога почна кампањата. Јас можам само да имам уште некои 19-20 години кариера, ако не во политиката, како редовен професор. Ама мислам дека тоа е поблиско до пензија, како што мене ми стојат работите. Ама вистинска. Дали тоа ќе отвори простор потоа за комуникација со ВМРО ДПМН? Доколку се случиете да оди во пензија, да дојде ново раководство таму? Видете, во политиката никогаш не се затвараат вратите. Јас тоа сум го научил и тоа ќе го кажам и сега. Но тоа е сосема спротивно на она во кое што јас во моментот верувам. Добро. Вчера во посета на земја беше фон дер Лајен. Тоа е една од темите која се провлекува и во оваа изборна кампања, евроинтеграциите, спорот со Бугарија. Немаше пресконференција, но пораката ја упати преку нејзиниот профил на X. Беше многу прилично јасна дека уставните измени мора да се направат, тоа што е преземена обврска треба да се направи. Вела топката е сега во вашиот двор, Европската унија е подготвена. Очигледно, господине Мицковски, ЕУ не ја сака топката ниту назад, ниту Бугарија сака топката назад. Што ќе правите вие со оваа топка по изборите? Ја прочитав, сам го прочитав тој наслов, односно тој пост. Ние имавме исклучително квалитетна средба, така би оценил, пријателска, на која што разменивме мислења за многу теми. Никој од нас не живее во илузија. Ние сме свесни дека тоа вие што го кажувате е услов за да ги почнеме преговорите, иако многу порано политичари кои што со лаги се служат во политиката не убедуваа дека ќе биде дека сме ги почнале преговорите, дека преговараме и така натаму, што претходниот претседател на владата од СДСМ, па и оној
пред мене што се беше знае, и така. отворивме првата меѓувладина, но условена е кластерите, јасно е тоа. Преговараме и така натаму. Но тоа е сега во минатото. Тоа што го направи дипломатијата на Свитка на Кичма, на СДСМ и на ДУИ, нас не доведе во оваа ситуација. Значи, нешто што е со векови создавано, зашто луѓе се жртвувале, имале само жртва и така натаму, тие успеа за 7 години да го распродат. И сега, дрско, без срам, излегуваат и велат каде сте да го направите тоа и тоа за 5 месеци. Јас бев 5 месеци председател на владата, на пратенички прашања каде сте името да го вратите. Каде сте подобра преговарачка рамка, подобри преговори. Дрско, лицемерно, без трунка срам излегуваат, исплакнати, не ги гледавме 7 години што правеа и како све распродаваа, кој што тешко со жртва е стекнато, сега ние за 5 месеци да го решиме. Никој, Гоце, нема право, ниту пак е фер да очекува дека оваа влада безусловно ќе го направи тоа. Ниту има намера оваа влада тоа да го направи. Доека сум јас председател на владата. Тоа треба да е јасно. Јас тоа сум го кажал многу пати. Ние што бараме? Ние бараме доследно почитување на меѓународното право, а таму има обврски и нашиот источен сосед. И исто така бараме гаранции и ако навистина Европската унија сака Македонија да ја види во своето друштво, ако навистина сака, баре малку од тоа што за некои други држави го прави, ќе го направи и за нас. И тоа е јасен став. Да ги кажавте на Лајан вчера и го пренов? Јас во интерес на процесите кои што ќе следат не би сакал да зборувам за деталите. Тоа што имавте во говорот за 11 октомври, имавте еден предлог Европскиот совет да донесе некаков заклучок дека нема проблем со идентитетот и јазикот. Видете, јас тоа што имам да го кажам, ќе повторам. Значи, никој нема право да очекува. Дали ќе се обидувате да? Видете, ние можеме да се обидуваме колку сакаме. Ама за љубов и кавга треба двајца најмалку. Ние можеме милиарда предлози да дадеме, ако од таму гледаме дека нема убава енергија, ние за Бадиева ќе ги даваме тие предлози. Дали можно референдум да има за ова прашање, ако веќе сите овие обиди пропаднат, ако е тоа што е на маса, што не го повторуваат постојано, па граѓаните да одлучат дали, зашто 70% од нив сакаат во Европска унија, така е на сите анкети. Да, но на второто прашање дали по цена на ова, тогаш... Па добро, двете прашања нека бидат на референдум. Тогаш ќе ви кажа дека, еве да речеме, нема да успее референдумот. Тука завршуваме со Европската унија. Таква е тезата на СДСМ. Ако ни стават уште едно вето, ние ќе излеземе, ќе се налутиме и после што правиме? Добре, еве ќе се налутиме. Што е следно? Имаме ли следен план? Или до тука гледаме да ги тргнат тие пречки, да. Јас прво не сум таков човек, тоа не ми е во природата. Ја ако немам во 4-5 па и повеќе чекори однапред дефинирани и можни сценарии антиципирани, не можам да преземам нити како човек, нити да барам од моите соработници да ме поддржат. Но едно знам, дека никој нема право, нити е фер да очекува дека оваа влада безусловно ќе направи уставни измени. Без да имаме испорака и од страна на нашиот источен сосед и од страна на Европската унија. Добро. Има едно прашање од гледачите. На крајот од интервјуто ќе пренесам неколку од прашањата. Тоа е новиот концепт од оваа сезона. Не знам дали сте виделе. Има едно посветено нова, но до тогаш имам уште едно прашање. Најавивте дека ќе има реконструкција на владата по изборите, ако нема предвремени избори, ако ДУИ остануваат во опозиција, СДСМ остануваат во опозиција. Што ќе се промени во оваа влада? Сигурно нема да ми кажете кого планирате да го промените, но може ли да ми кажете од кого сте најзадоволен и во оваа влада и понатаму ќе има место во вашиот кабинет? После изборите ќе се подготвуваме за конгресот, кој што ќе се случи на 6 декември во Кавадарци. Тоа ќе биде изборен конгрес. После конгресот, бидејќи немав летен одмор, или имав 2-3 дена, еве така да го наречам тоа, како летен одмор, ќе се повлечам неколку дена да размислувам за следните потези, нормално, доколку ја добијам довербата од делегатите на Конгресот, јас да продолжам да бидам председател на ВМРО ДПМН. Можете да се кандидирате статутарно. Така? Да.
Но генерално тоа што го размислуваме ќе има големи промени и во рамките на структурата на партијата и ќе има одредени промени во владата и во институциите. Откако ќе направам детална анализа, тогаш ќе можам повеќе да зборам, затоа што не е само вие да смените некога. Туку за тој кој што ќе го менувате треба да најдете соодветна замена и треба да имате доверба. Не е само ајде сега ќе го промениме, па ќе бараме пошто пото да дојде човек. И второ, тој што ќе дојде, кој што ќе биде замената, треба да е подобар од овој кој што го менувате. Значи, тоа не се процеси кои што се дневна политика. Тука треба една посериозна, посеопфатна и длабока анализа. Откако тоа ќе го себе анализата, автоанализата кој ќе ја направам, ќе излезам со повеќе детали. Значи никој не е сигурен, никој не е безбеден. Па не би можел сега да носам било какви заклучоци. Добро. Еве, уште за Изет Меджити да ве прашам, дали доколку изгуби во Чаир од Бујар Османи, ќе продолжи да биде вице-премиер во владата? Изет Меджити ќе победи и ќе биде и градоначалник на Чаир. Добро, ако не е тоа случај, дали ќе биде вице-премиер? Сигурно ќе победи. Добро, господине Мицковски, тоа беше мојата концепција. Ви најавив уште неколку прашања, стигнаа многу, може да ги погледнете на нашиот Facebook профил. Се разбира, премиер привлекувате многу внимание и интерес кај граѓаните, особено ако имаат можност директно да ве прашаат. Се разбира, одбравме неколку прашања што сметаме дека се релевантни и засегат поширок круг на луѓе. Вика Никола Георгиев, дали мислите дека можеби не е лоша идејата да се договорите со сите политички партии, вклучувајќи ги ДУИ, да го смениме уставот за да ги внесеме бугарите со компромис, ако Бугарија ни стави ново вето после тоа, и албанците да се согласат да изгласаме граѓански устав. Значи да ги внесеме бугарите, а после ако имаме ново вето, тогаш да го смениме уставот и да нема никакви етнички заедници наведено. Па дадов јас одговор на тоа прашање. Имаш идеи за широка коалиција некаква, дали тоа воопшто сте размислувале? Не. За да се надмине ова пречка и реформите да се направат? Не. Не е тоа опција? Мислам, не гледам зошто. Зоран Заев на времето предлагаше широка коалиција, откако не стави пред свршен чин, еве јас ова го договорив, ајде сите заедно да го поддржиме тоа. Без да не вклучи во процесот, без да имаме никаква додадена вредност. Исто тоа беше и со Ковачевски. Еве јас ова го договорив и го прифатив, ајде сега сите да го поддржиме. Така не се прави. Тоа е политички дилетантизам. Ако веќе сакате широка коалиција, ако сакате инклузивен процес, тогаш тоа што го договарате, уште во процесот на договори и преговори ќе го споделувате со другите и ќе видите дали ве поддржуваат или не. Добро, и до едно време рекоа дека се подготвени да излезат од владата само за да се надмине ова прашање, но додека имате таков став јасен каков што имате, веројатно никој не од овие комбинации не може да промени тоа. Тој став е производ на чувството кое што го имаат огромно мнозинство граѓани, а посебно македонскиот народ и останатите. Бидејќи толку многу направивме ние изминативе 25 години, што сега и со право имаат недоверба. И многу политичари, можам да кажам, и не се виновни во минатото тоа што го правеле. Тие едноставно верувале. Верувале тоа што им кажуваат политичари кои што доаѓаат од многу поголеми држави или политичари кои што доаѓаат од Европската унија. Без при тоа да водат сметка дека тие немаат никаква поврзаност со нашите проблеми, туку ова го гледаат како само еден успех или неуспех во нивната политичка кариера. Ако е успех, предпоставувам ќе напредуваме. Ако е неуспех, или ќе останеме на исто место или ќе назадуваме. А за нас е све. За нас е се. За нас е тоа, образот е се. Дел од политичарите верувале, предпоставувам. Добро, ајде ќе направам ова, овој тој ми ветуваат, па ќе видиме што ќе биде. Да, што е заправо ни ветува и после Преспанскиот договор дека ќе бидеме дел, затоа велам, дел од нашите политичари наивно верувале во многу работи. Може би имали добра намера. Не велам дека секогаш таа намера била и лоша. Меркел и Макрон кога ќе собратат, човек верува во тоа. Па добро, Макрон во неговото обраќање тоаш беше резервиран, но имаше такви како што е Меркел и останатите кои што во тоа време, како што беше Могерини, како што беше Хан и така натаму, сега да не ги редам сите, кои што се сепак тешкаши, не се било кој. Добро,
Следното прашање од Никола, кој е ставот на премиерот Мицкоски околу непочитувањето на државните символи и обележја од страна на поединечни политички партии на делови од народи за време на митинзи, надпревари, приредби? Дали е во план да се свика некоја владина или собраниска иницијатива за решавање на овој проблем, низ дебата, диалог, промена на закони ако е потребно? И дали е се уште жива идејата за конечна промена на државниот грб во македонски лав во блиска иднина? Ова прашање околу символите тоа е апсолвирано. Се разбира дека треба да се почитуваат. Тука не треба да има никаква дилема никој. Сега кога имаме различни символи од официјалните државни, тие ги толкуваат како етнички и се повикуваат на закон. Но во суштина сега кога спортска екипа, да речеме од Македонија, ја представува Македонија пред се надвор од државата, логично е навивачите да имаат национално знаме. За мене е проблем што гледаме дека некои навивачки групи не го чувствуваат тоа. И тоа е проблем. И треба да седнеме и да видиме како да го надминеме тоа. Како тој проблем да се надмине. Инаку на официјалните институции си има нормално државно знаме и така натаму, државни символи, обележја и слично. Очигледно тој закон не се применува добро или веројатно не е добар, треба да се... Затоа велам, треба не само законски, треба да седнеме и да видиме сентиментот зашто е таков. Што е проблемот? Законот да го преслика тоа треба да. Зошто да речеме во одредени делови на Македонија не се радувавме кога беше 0-0 со Белгија, а да речеме кога Албанија победи Србија се радува. Треба да седнеме да видиме. Синот на Билока сам игра за Албанија и тоа е. Не, тоа е друга тема. Тоа е друга тема и за тоа можеме да зборуваме, но суштината е треба да седнеме и да видиме како тоа да го надминеме. Што е проблемот? Да видиме каде грешиме. Ако грешиме, ние сме подготвени да се исправиме. тие теми се ставаат под тепих и не се дискутираат, а очигледно дека проблем постои. Нема, јас сакам за се да дискутирам. За све сакам да дискутирам. Ајде да видиме што е проблемот. А со грбот, дали тоа прашање е на маса? Тоа е мој став. Дали тоа ќе се случи или нема да се случи, не зависи од мене. Тоа треба бројки и така на... Делот, целиот тој... Инаку ценам дека земскиот лав треба да биде грб на Македонија како држава. И тоа не ги повредува чувствата на никого. На крајот уште едно прашање од Битола. Стефко Дишковски вели дека на претходните избори во кампањата сте ветувале дека нема да има партиски вработувања со списоци, но тврди дека работите не се сменети. Во Битола вели дека и натаму е така. Дали има начин некако граѓаните да се убедат дека сега постојат други критериуми за вработување освен партиската книжка? Јас пак сосема спротивно добивам пораки дека сме ги задржале тие кои што СДСМ ги вработила. Јас па такви пораки добивам, така што тоа е субјективно гледање на работите, индивидуална перцепција. Имаме една спротивставена страна со друга спротивставена страна. Ако прашате па други луѓе кои што се блиски можеби до ВМРО, па не ќе речат истите овие СДСМ што ги вработи се на истите места, ништо не е сменето. Па такви критики добивам. Така што имаме критериуми без спротивставени страни. Која партија, да. Јас тоа често им велам и на соработниците, логично е луѓето да немаат трпение. Логично е да очекувањата се големи после сите оние неуспеси повеќе од 3 децении независна македонска држава. И логично е нас да бараат повеќе и логично е ние да не можеме се да испорачаме. Сега веднаш се. Но ние треба да останеме фокусирани на она кон кое што представува наш приоритет и да ги исполнуваме тие приоритети. Кога се ќе се заврши, кога ќе дојдат резултатите, ќе треба време, све ова ќе се заборави. И тогаш све ќе биде поинаку. Кога бевме опозиција, млаки сте, меки сте, треба ова, треба тоа. Сега кога сме во влада, не апсите, не приредувате и така. Не се тоа процеси на лична желба. Тоа има тука процедура. И како методолошки тоа се случува? Ние сме... Граѓаните кои ќе слушаат ветувања мислат дека наредниот ден веднаш може да се променат работите, за жал не се менуваат така работите. Јас зборувам за субјективни толкувања. Верувајте дека луѓето се секогаш во право. И тие имаат такви очекувања. И тука нема лутање. Тоа е така. Ние сме тие кои што треба да бидат слуги. Но тоа не смее да не извади од траекторијата која што сме ја зацртале. Не смее да ни представува товар, притисок. Напротив,
кога ќе ги решаваме сите тие приоритети кои што ги имаме, тогаш ќе се намалуваат тие кои што ќе го прават тој притисок, бидејќи сме решиле нечи приоритет, нечи и така натаму и така. Кога сето ова ќе биде поинаку, а ќе треба време, ќе се заборави ова. Добро, ви благодарам за ова интервју. Ви посакувам успех во недела и се гледаме во некоја следна прилика. Благодарам на можноста, да. Почитувани гледачи, тоа беше господин Христијан Мицковски, премиер и председател на ВМРО ДПМН. Се разбира, останете со програмите на Канал 5 во недела вечер за време на изборите. Очекувајте навремени резултати и многу анализи и дебати. Се гледаме во недела на 19 октомври. Довидување.